Господи, слава Тебе. Prvo što sam сега prvi kažem дека треба да го читаме Евангелие. Може би ние најзорки кажано календарчето на мапата треба да пишува главата и стихот, а не само зачало кој. Затоа што токму вие не можете по зачало да одредите кој Евангелие се чита, затоа што немате таква книга за да можете по зачало да видите. А најпрактично е ова што ќе го чуете Евангелие и ова што ќе го проповедаме да го прочитате од вечерта, од сабота на вечер, и да знаете за што ќе говориме. Затоа е потребно у календарчето да стои и главата и стихот од кој до кој се чита. По однос на ова евангелска перикопа, нема човек кој не си го поставил тоа прашање што да направам за да имам живот вече. Не еднаш, не два пати, повеќе пати во текот на живот. Некој тоа прашање си го поставил во детска возраст, некој од младешка возраст, како овој млад човек опишан во перикопата, некој по возраст откако ќе му се случи нешто во животот. Најчесто тажно, а може би некош и радосно, и тогава ќе го поттикне да размислува за животот вече. Меѓутоа, големината на човекот се гледа во тоа колку често си го поставува прашањето за животот вече. Зашто тоа е единственото сериозно прашање. Има многу дилеми човекот во текот на животот. Ама тие дилеми треба да завршат во последното прашање. Што да направам да имам живот вечен? Колку луѓе го поставуваме сериозно тоа прашање? Многу пати реков може да ни дојде, да ни падне на памет животот во вечноста, меѓутоа повеќето од нашите сонародници, од луѓето околу нас, го одбегнуваат тоа прашање. Модерната со психологијата се каже го потиснуваат во потсвеста. Ке дојде прашањето, ти ќе како да му велат на тоа прашање, ај ќе размислуваме друг пат за тебе. Меѓутоа, затоа е сериозен овој млад човек опишан во Евангелието, затоа што на млади години го поставува прашање. И што да направи за живот вечен, Господ му кажува, исполнувајќи со други зборови заповедите Божи и ќе имаш живот вечен. Ама како да не е задоволен овој млад човек, зашто вели, ами тоа го правам младини. Ако е тоа доволно, тоа е малку за мене. Е добро, вели Христос, ако е тоа малку за тебе, тогаш оди продај го твојот имот и врви по мене. Ама тоа тешко му паѓа. Човекот богат беше прилично да остави се и да тргне по Христа, му се гледа многу тешко. Стига многу тешко. Затоа што е тоа промена на идентитетот. Колку ти слушате како модерно дури да се зборува за идентитетот, ама идентитет има повеќе човекот, не е еден идентитет. Не е идентитет на полот само, не е идентитет на нацијата, не е туку и гледат и богатството дава идентитет. Дава нешто што човека може да го заслепи, особено дека живее на земја.
може се да си пружа, замислете, да речеме најбогатиот човек Елон Маск, през некој ден читав дека има 400 милиарди долари. 400 милиарди долари. Знаете, тоа не му човек да замисли да сума, а не да го има тоа богатство. Тоа него може да му биде идентитет. Дај Боже да не му е, дај Боже да му е царството Боже, дај Боже да му е сето миливо, ама ако му е идентитет единствен, односно најсилен од сите идентитети што ги има човек, тогаш на вистина е такви човек за жалење, зашто тој идентитет може да биде до крајот на живот, а после тоа касно да си го постави прашање што за направам да имам живот вече. Ама сериозноста на човека се гледа во тоа кога што порано во текот на живот. Ако може во детски години, ако не барем во младежки, ако не било кога во животот барем, да си го постави тоа прашање да побара од Христа решение за тоа зашто само Христос има решение. Нема решение овој света. Ајде нека му подари на некој богат или славен човек, нека му подари живот вече. Нема овој свет живот вече, не може да го даде затоа што и сами го нема. Ото ние вечно сонцето или планетите или тоа исто така и ќе го снема еден ден. Може би чудно е вака да зборувам, затоа што ќе рече човек, ами тие биле векови пред нас и ќе останат векови по нас, да? Може да биде. Точно е тоа дека биле векови пред нас и дека ќе останат може би и векови после нас. Меѓутоа еднаш ќе ги снема. Дали е тоа по 5 години, дали е тоа по 10, дали е тоа по 10 милиарди години, еднаш ќе ги снема, затоа што се трошни, затоа што нема живот вечен во себе. Тој живот вечен го немаме ни ние. Затоа е уместно прашањето што да направам за да имам живот вечен. Живот е вечен, Господар на животот вечен е само Господ. И од него треба да го бараме. Овде можеме да поправиме нешто во текот на животот. Да се покаеме, да направиме од добри дела, да замолиме некој да посредува за нас, односно велиме да се моли за нас. Ама во идниот живот на има ќе биде човек суден според делата што ги направи. И тој суд ќе биде праведен. Ако имаме шанса за праведен суд, е тој суд што го очекуваме ние христијаните. Овде на земјата жалосно е да мисли некој дека може да има праведен суд. Не е само затоа што судиите се корумпирани, не е само што светот е тако распадлив едноставно, туку затоа што нема праведен судија да ги одмери сите мерки што човек ги направил во текот на живот. Тој судиите во овој свет гледат еднострано и најчесто како гледат овде да го завршат предметот, да не им се брои дека некој тоа. Дали е праведно тоа? Дали не е праведно скоро да не ги интересира? Меѓутоа, во животот вечен се ќе биде основано на вистина и правда. Затоа е траен, затоа е вечен, викам. Овде, ако се е основано на неправда, буквално, во идниот живот се ќе биде основано на правда. Ако во овој живот има многу невистина, во идниот живот се ќе биде вистинито.
a колку копне нашиот живот токму за вистината и правдата. Копне овој млад човек не само за вечноста, не било каква вечност, како и ние што не сакаме било каква вечност, односно да речеме разбойничка вечност. Или ова што ни се случува во овој живот да продолжи во вечност. Тешко, ретко кој сака. Односно, само тој што има идентитет во овој свет, тој може би да сака. Ама најчесто луѓето сакаат тоа што е загубено за овој свет и век. Односно, што е трошно, што нема постоење во себе. Е тоа го барам на Господа да ни го даде како живот вечен. А срж и основа на христијанското учење е животот вечен. Затоа охрабрувачки многу е што овој млад јудеј, евреј, ќе го допраша. Кај многу луѓе веламе потиснато, а кај некој до таа мера потиснато што постанале така наречени атеисти или не верувачи во Бога. Во Бога верата права е да верува човек во животот вечен. Само заради тоа дојде Господ. Не дојде да го направи поубав овој живот на земјата. И вака и така ќе помине. Тоа ги гледате нашите политичари кои сакаат или треба да сакаат да ни го направат подобар живот во сегашноста, па колку се успешни. Во овој свет и век невозможно е да направиш многу подобар живот. Меѓутоа, во идниот живот, а тоа е вечниот живот кој го очекуваме и во кој веруваме, е возможно. Тоа треба да ни биде главна мера за постоењето и верувањето наше. Колку веруваме во животот вече. Или, со други збори речено, верата на христијаните е вера во идниот свет и во идното постоење. Тоа е вера. Се друго имаме на дофат во овој свет, што ни е вера и имаме, како да речеме, знаење за овде што се случува. И во однос на технологијата, и во однос на техниката, и во однос на хуманитарните науки. Имаме знаење. Ама она што го примаме со вера е не само дека Бог постои. Лудо би било човек да рече Бог ќе постои. Туку правата вера се мери со тоа колку веруваме во животот вече. Браќи и сестри, тој живот вечен да ни биде мерка за се што правиме во животот. Затоа што таа мерка е правата мерка која може човек да ја избере во животот. Милоста Божја да биде свесителна. Нека води таа милост Божја да стигнеме до правата вера во Царството Божјо, односно во вечниот живот.